Добро вечер во пролетно-летниот циклус на емисијата Отворено за. Ви ветев минатата емисија дека ќе имаме една содржина за спортот, а помина, еве на сега спортно со актуелни емисии во кои планирам да носам личности од јавниот и политичкиот живот на општина Кавадарци, со цел да ве приближам кон актуелностите. А во овој период сметам дека се актуелностите во земјоделието големо број, субвенциите кои ја уништија или не земјоделската гранка или производството на храна во општината, како тераме во комуналниот живот во општина Кавадарци, има ли нешто што граѓаните би сакале да биде исполнето, а не, се уште не е. Значи, ви најавам одредени теми, тука се фотоволтаиците, производството на електрична енергија, за кое зимава истрочивме многу зборови и многу емисии, за жал сега ни велат дека треба малку да ја кренеме рачната, да не трошиме, да не вложуваме многу во производство на струја, бидејќи немаме каде да ја трошиме. И на оваа тема ќе посветиме соодветно внимание, макар што сметам дека во меѓувреме можеме да работиме и на други теми кои ќе ни излезат како актуелности. Иселувањето исто така ќе биде третман на наше елаборирање во оваа емисија, зошто се повеќе луѓе бегаат или си одат од Македонија, од Кавадарци. Последните податоци се фрапантни, барем за мене како новинар. Јас не паметам во мојата кариера толку многу луѓе да се иселиле во еден краток период. Меѓутоа, тоа се политики за кои и државата треба да биде загрижена и сите ние, бидејќи сме дел од државата. А во оваа емисија го поканив и еве веќе тој е овде, Јован Златевски. Добро вечер. Добро вечер. Јован, како си? Добро е. Како живееш? Напорно е овој период кај нас во нашата професија се изготвуваат годишни завршни пресметки и финансиски извештаи за 2022 година. Работиме речиси дупло од 8 часа дневно. Да ви кажеме на граѓаните дека вие сте книговодител или раководител на едно книгодствено биро кој има многу работа. Имаме многу работа, правиме над 100 завршни пресметки оваа година. Имаме 10 вработени, сега имаме појачање плюс уште еден млад ревизор и дојде во нашата фирма. Добри сме, кадровски, млада ми е екипата и меѓутоа сепак соработувајќи со нив одделуваме доста време и нив да ги обучиме и финансиски извештаи да бидат како што треба по најновите законски прописи. Како што треба ли се? Последниве години барем, не морам да се кажа. Дали имаш корекции? Ако зборуваме за нашето изготвување, си е во ред. А ако зборуваме за финансискиот резултат на фирмите, со намалување во однос на има тенденција. Има и то како и минатата година и ова година има. Господин Златевски, уште на почетокот на мандатот ми се допадна, бидејќи не е гол популист или подржувач на одредени политики, а ако тој лично не се слага, има отворено срце и уста да каже ако нешто не му се допаѓа и нешто не му штима и некои работи што тој ги предвиди излегува така. Што ми е посебно драго, значи сум успел да го дешифрирам уште на почетокот на неговиот мандат. Сега сте во една интересна улога. Господин Златевски, си зедовте обрска да помагате за селата во општина Кавадарци, затоа че ќе посветиме значајно внимание. Меѓутоа ме интересира дали во овие 23 седмици, колку ги одржавте, 22 одржавте, 23-та вие сега во вторник, се исполни оно што го чувавте? Па се уште. Дали улогата на советот е како советник е завршена? Или исполнета? Јас очекував многу повеќе. Добро. Јас не сум се бавил со политика, не сум бил во ваква функција до сега во мојот живот. Бев член на управен одбор на Институт на сметководители на Македонија 5 години. Мислам дека успешно завршиме таа работа. Тоа ми е во тој дел искуство и искуство во некои акционерски друштва што сум ги имал во мојата кариера. Како советник очекував повеќе и мислам дека во наредниот период ќе се реализираат тие мои очекувања. Каде се утне работата?
Абе, каде се утна работата? Или очекувањата не се исполнија? Јас по-друго ги гледам работите и затоа спомнав дека не сум се бавил со политика, активно со политика, а пратам политиката уште како се одвивала или економијата уште во времето кога Милка Планиц беше председател на владата на Југославија, кога имаше рестрикција, пар не пар се возеше, криза со гориво како и сега, па после Бранко Миколич, Анте Маркович и така натаки, меѓутоа активно не сум се бавил. А сега во Советот очекував поголема Правичност? не само правичност, туку и еднаквост, да нема опонирање помеѓу двете поголеми партии што се советници да не биде поголеми партии. И сепак во општинското собрание кај нас треба да има единство за некои стратешки интереси што се за нашата општина. Разбирам. И сега како е кај нас таа раздвоеност помеѓу двете политички партии, така се осеќа и на централно ниво, а тоа смета у развојот и на општината и на државата. Баш вчера читав еден податок за минатата година Германија, Сојузна република Германија остварила приход од 16.000 милијарди евра повеќе во однос на претходната година. 16.000. Човече. Англија, Франција и Италија од тие западните земји, кај нас европските, имат најголем приход. Тук се уклучува и Шпанија со 1,4 милијарди евра. Кај сме ни секоја година тоним. Ако нашиот буџет на цела држава е 5 милијарди евра, они остваруваат вишок, поголем приход. Не е тоа добивка, да биме начи приходот е едно, а добивката е друго. Така. Меѓутоа, сепак, они работат. И ние треба да се огледаме од нив. Ние не треба да правиме наука од тоа нашето работење или однесување. Тук треба да видиме како они работат, така и ни. Они си ги бранат стратешките интереси. И државните, и локалните, општинските, и така имат напредок. Не може ни да се караме и време да губиме на седницата за некои банални прашања, некои што се од стратешки интерес. Еве на Советот што го имавме пред Нова година. Добре. Тогаш кога се усвојуваше буџетот? И буџетот се усвојуваше и имаше и неплодни дискусии, што мене ми смета и вие не знам дали приметивте дека ја неколку пати испаднав од седницата, затоа што не можам да ги слушам тие работи. Таа седница се пренесуваше директно. Така е. Па на мојот телефон стигнаа на самата, додека седев таму, пораки со неубави содржини од страна на нашите слушатели. Нашите сограѓани и тие не сака да го гледат тоа. И тоа интелектуалци. Па имаше меѓу нив и двајца професори на факултети што не гледале, наши кавдачари што продават на факултет, што ми пишат што работите бе ова. Не е срамот. Мислам, треба да бидеме обзирни кога ќе испаднеме на говорницата, да бидеме конструктивни и да не се губе времето за некои банални. И треба единство. Па ни во Советот имаме изворедни млади колеги советници и од СДС и од ВМРО. Сега да не ги спомнувам по имиња, меѓутоа изворедни и карактерно и по понашање и професионалци. И мислам дека тие две партии треба малку да бидат по-единствени. И моје мислење е дека додворувањето кај граѓаните треба да биде со конструктивни дискусии, со давање предлози, со заедничка соработка за реализирање на одредени проекти, програми, буџети и така натаму. А не може да биде со навредување едни према други. Тоа ми смета навредувањето. Сите сме личности, сите сме избрани од граѓаните, и за мене, и за останатите колеги, имало некоја група, некоја маса на наши сограѓани кои што гласале и мислеле дека со заокружувањето наше ќе постигнеме повеќе. Затоа се изборите. Дај да му се додворуваме со добри мисли, проекти, намери, со наше однесување. Не може, мислам, немам приметено, меѓутоа, ни треба да бидеме пример во градот. Не може никако советниците да поминеме на црвено.
Не може никако советници пикавци да ги фрламе на плочникот. На градоначалникот му помагаме ли? Јас колку што можам помагам. Да. Имам и спротивни мислења и ставови. Имам и спротивни мислења и критички сум. Многу пати сум се обратил на градоначалникот, тоа што е за критика е за критика, тоа што е за пофалба е за пофалба, некогаш ми замеруваат зошто гласаше или зошто не гласаше. Одредени работи. Да. И јас сум тие што мислам дека така е исправно. И ја мојата фирма е сметководство на биро, кој што ги гледам, каде што идат и ги изложуват проблемите стотици управители на фирми. Наши сограѓани, нивни вработени, роднини, пријатели. Секојдневно се сретнувам со 40-50 луѓе, комуницираме со нив. И не може, ако тие наши сограѓани кои што контактирале со мене имат некое мислење, ја да гласам спротивно на тоа, за да го направам атерот на една или друга политичка опција у Советот. И затоа мојот став ќе биде секогаш таков. Често пати, неколку пати ме имат прашувано и мои колеги советници или сограѓани, што доби ти од кога стана советник? Не треба ја да добијам. Ја не влегов у Советот за да добијам нешто, некое материјално добро. Ја влегов у Советот за да ги пренесам моите искуства и на тие мои клиенти, бизнес партнери, на тие мои роднини и пријатели, интересите да ги застапуваме и да даваме предлози за да развиеме нашата општина на повисоко ниво. И Кавадарци треба да биде убаво место за живење. Колку е по-добро место за живење, толку и по-голем ќе биде интересот на отстрана. Ја имам сознание и ми имат кажувано мои пријатели да си купиле стан или куќа во Кавадарци, што се не се. И тоа е добро. Тоа е добро. На тој дел треба да одиме и да работиме. А не да купуваме станови деструктивни, одбивни кај народот. Лоши, зајадливи. Не е убаво да биде Кавадарци и економски треба да се развива. И ја би го поставил прашањето и на Советот и еве тука пред сите, дали ние советниците или градоначалникот во минатата 22 година си имаме, колку пати си имаме сретнато со бизнес сектор? Ни еднаш. Или ние како советници ни еднаш. Градоначалникот мислам дека еднаш два пати ги собра. Не сум сигурен колку пати ги разговараш со нив, меѓутоа треба и ние имаме комисии кои што треба да ги викнеме и да им помогнеме. И така треба да биде. Они треба да ни дадат насоките за бизнес сектор да оствари поголем приход, у кој дел ни треба да му помогнеме. А општината ќе оди во разум. Добро. Знам дека пресретавте многу проблеми при дискутирањето, при елаборирањето на ставки, например за паркинг, за превоз и така натаму. Од економска гледна точка, вие ги оправдавте нивните постоење и нивната дејност. Тоа што го предвидовте и се случува, особено во паркинг, например, беше во лошо состојба оваа година, слушам дека е добра состојбата во ова предпријатие, јавно, од јавен тип. Да се надеваме дека така ќе биде и во превоз. Дали е нужно зло ние како општествени пари или како даватели на пари во државниот или општинскиот буџет помагаме тие јавни предпријатија кои досега не постоеле сега да постојат, да се вработат и да економски привредуваат. Може би ли добро да менаџираме со нив? Може. Има ли честна, поштена политика која може да помогне да биде добри? Па уште после конститутивната седница на Советот на општина Кавадарци, дали беше прва или втора, се постави прашањето за оправданоста од постоењето на паркинг службата, односно финансиската загуба која што ова предпријатие, јавно предпријатие, имаше во 21 година. Така е. Ја побарав да се формира една комисија од 5 члена од нас советниците, кој ќе го анализира работењето на јавното предпријатие. Пред да донесеме некој суд, да кажеме дали исправно работело, дали работело со загуба оправдана или неоправдана,
И таа комисија се остана неколку пати направиме увид и во финансиската документација на јавното предпријатие и заклучокот беше првично дека јавното предпријатие треба да постои заради регулирање на паркирањето во нашата општина. И тоа е оправдано. И сега, за сега, за мене ги задоволува тие критериуми, добро е. Пред тоа беше некој како хаос на кој како ќе му текне, таму се паркира. Сега, со тој дел, да, у делот на финансиските приходи, заклучиме дека загубата со остварува од ненаплаќањето на полна цена на паркинг местата на тие у центарното градско подрачје наши сограѓани кои што живеат и имат право да си паркираат таму. Станодавци, фактички. Да. Тие плаќат годишно, мислам дека беше 900 денари за збор. Кога тие места би биле слободни, тогаш паркинг би остварил фул. Ви сте направили добра анализа. Би функционирал без помош од општините. Меѓутоа сепак тие се наши сограѓани и мора и нив да му овозможиме кај да ги паркираат нивните возила. И така треба да биде. И тоа беше во тој дел. После тоа во 2022 година остварија подобри резултати. И немам замерка и мислам дека раководството ќе ја заврши работа како што треба, добра е завршена пресметка. Моје мислење е дека треба тоа предпријатие да работи со што поголема добивка, за да помошта од општинскиот буџет биде што помал. Тоа е една. Понезависно. И второ, и тоа го имам кажано и на говорницата, не смееме да дозволиме во јавните предпријатија, ако има добивка, ние сега сакаме да биде, и навиваме да биде. Така е. И сега ако е добивка, ајде да приме нови вработени. И ово и оно да се. Јас сум против тоа. Добро. Бројот на вработувањето во тие наши јавни предпријатија мора да биде оптимален. Реално. Добро. Колку треба толку. Колку треба толку. Може да има нови вработувања, само ако некој отиде у пензија, некој напушти работно место и трет случај, ако не дај Боже, почини. Во ниту еден друг случај не го оправдувам зголемувањето на бројот на вработените. Имаме добивка, 13 плата. Се изголемиме плата, чекај малку. Од друга страна, од општинскиот буџет му дотираме пак иста сума ни. Не може така. Ја сум бил против и ќе бидам постојано против. Што мислите за ЈП превоз? Јавен превоз? Тоа е сепак младо јавно предпријатие. Донесовте позитивна одлука за негова работа? Донесовме одлука, бев за тоа и во моите изборна програма имаше таква точка. Добро. Ќе видиме како ќе се одвиват работите. Имаме, например, релации кои што ги држи јавното предпријатие. Допрво треба да кажат граѓаните дали треба некои промени. Ја не сум за ова сега што е предложено и усвоено на Советот, тие релации, тоа да биде за навек. Мора да вршиме промени. Тука и цената мислам дека беше во прашање. И цената, да. Е висока, ниска и така. Да. Јас контактирам со повеќе наши сограѓани и има барање од Бошавијата, селото од Бошавијата, за да се смене релацијата за таму. Дали да биде среда, петок, недела, па од колку до колку часот. И мислам дека, немам разговарано со директорот Александар на јавното предпријатие, за ако треба да се удоволе тоа нивно барање, да се направат некои корекции, ако треба измена Советот, тоа како точка да го поднесе, да се поднесе и да го изгласаме тоа, се да биде во интерес на граѓаните. Ни тоа јавно предпријатие не го направиме за општините да остваруваат приход, туку за граѓаните да имат пониски трошкови за превоз, да имат можност да ги возат нивните автомобили, да, и да не ја загадуват средините. Може ли да поттикнеме таква иницијативност кај граѓаните да не ги возат автомобилите, да се возат со... Можеме прве, ни треба да почнеме. Ни треба да бидеме пример, затоа реков и претходно, ни треба да бидеме примери, како пример да му кажеме, еве, и јас се возам, ви се возите. И така треба да биде. Ви во вашата изборна програма и на почетокот, кога минатата година
во месец ноември бевте овде гостин, рековте дека посебно внимание треба да имаат нашите села. Што направивме за ова година за нашите села? Што е тоа што би можеле да направиме? Не само како советници, како граѓани, како жители некогаш на селото од Мошавијата, на Витачево, во планинскиот дел и така натаму. Има многу работи што може да се направат. Најглавните што се најпотребни, најнеопходни за да се отиде. Онде се градеше материјал да направиме куќа и така натаму. И јас би почнал првен за буџетот во 2020. Да, колку пари имаме за селото? Втора година имаше одвоено 18 милиона денара. Добро. Сега за буџетот во 2023 година има одвоено 38 милиона денара. Многу повеќе од колку претходниот буџет. Значи дека вие сте влијаеле за оваа работа? Гледај, не сакам ја да си припишувам. Сакал да игра началникот лично или меѓутоа тоа е големо, тоа е дуплирање на. Беме на повеќе средби со местните заедници и од урбаните и од руралните средини, така да нивните потреби се големи. Да. И сега, оваа бројка 38 милиона е сепак мала за да се задоволат сите потреби. Така, се сложувам. И ја имам друг начин, друг пристап за да се реши тоа. И че го кажам. Сакам да елаборирате, вие сте прокурор да се говори барем за оваа работа. Граѓаните од тие рурални средини се исто наши сограѓани. 9% да речеме, сме ни тие истите тука, кои што користиме прилика за викенд да отидеме таму и да се поминиме еден добар викенд со фамилија. Петок, ставата недела. И сега, ако ние сме истите тие, и ако тука мора да биде среден градот, централно градско улиците, тротоари, ова, она, и мора да продолжиме и натаки да одржуваме и зеленило и чистота на улици и изнесување на смет, кога ќе отидеме таму, ние тука истите во градското подрачје не трошиме вода, не трошиме струја. Така. Туку одиме таму и миниме 2-3 дена за викендот во тие простори кои што сме ги направиле. Треба ли да имаме еден пристапен пат како што треба? Треба ли да имаме услови да прошетаме? Некое партерно уредување, некој летниковец таму во тие селските подрачја. Треба да имаме уредена црква за кога ќе биде некој празник, да си запалиме свеча, треба ли гробиштата во тие селски подрачја сами да си ги средиме, не бараме од општината тоа. И затоа предложив и направиме една група граѓани, јас само предлог дадов, да се формира едно здружение на граѓани. Добро. Од населено место Блашница. И јас му помогнав да се изготват неколку програми. И тоа да земат учество и они лично, како жители на тоа подрачје. Со нивно партиципирање со пари, добро. Општината да даде нешто, некои фондови да дадат некои средства и да се реализира тие Што да има проект, нели? Да. Без проект ништо. Нема ништо без проект. Разговарав со жителите на местна заедница Бојанчиште. Добро. И таму имат интерес. Така. И они сакат да учествуват со некој нивни дел, за да се уреде и некои улички што се Баш ќе издегува на Тиквешко езеро. И за ова населено место Блашница имаше предвидено да се направи проект за патот од Бојанчиште до Блашница. Колку километри тоа? 11 километри. За тие проект да се направи пред Нова година, кога имавме средба со
местните заедници и градоначалникот. Градоначалникот предложи да влезе изработката на проектот во проектите за другите рамките на проектите што ги работи општината. И општината да го тендерира па да се изработи. Добро. Ја му предложив граѓаните од тоа населено место, они да се го платат проектот. Беше порачен проект. Да се олесни работата. Беше порачен проектот. Дадоа сите по некои средства, нема сите додадено. Меѓутоа е да кажам пред јавноста дека на вчерашно ден, среда, денеска сме Четврток, кога снимаме емисијата? Четврток, да, кога снимавме емисијата. Проектот му беше даден на градоначалникот и општинската администрација и тие исти проект се аплицира. Браво. И најверојатно че го добиеме тие проект, односно че се издвојат од центарната власт преку Фондот за развој на неразвиени подрачја некоја сума на пари. Дел од тие средства че ги финансира и општината и че почне изведбата на тие пат. Истото... Тоа е патот од Бојанчиште, Клиново, Блашница. Не, Бојанчиште, Блашница, а после е Клиново. А после Клиново. Тоа е наредна фаза. Сега, само да спомнам, се изготвува проект за доведување на струја на тоа населено место. Таму има некаде околу 82 куќи, имавте прилика, имаме средба со тие жители. Пред 2 недели беа присутни 84, а 5-6 не дојдоа. Ја до сега немам видено такво нешто. Таков собир немам видено за да поранеше жители. И така треба да биде. Многу добро. Во соработка со ЕВА и регулаторна комисија треба да се одобре и да почне да се реализира тие проект. Да се донесе струја. Да се донесе струја таму. Тоа е вредност од 700-800 евра тие проект кошта, кои ќе бидат средства вложени на територијата на нашата општина. Исто така се прави проект за со некои еколошки друштва кај нас, ќе се аплицират тие се европски средства за заштитено подрачје. За заштита на екологијата на тоа подрачје. Кој подрачје? Блашница? Од езерото? Од манастирот, од Полошкиот манастир накај уливот на реката Црна. Тоа цело подрачје да биде заштитно подрачје. И кога ќе дојдат вас некои гости или мене, и кога ќе кажеме имаме заштитно подрачје, они го виделе на интернет, ние сме ќе ни биде чест да ги однесеме таму и да му покажеме дека таму дрвета не се сечат од македонска шуми, како што сега кај ќе му текне таму сечат, што сум ја најпротив. Ве разбирам. Има посебен третман тоа земјиште. И сега, за тој дел, кога ќе се уреде цело, имаме повеќе проекти за тој дел. За Бојанчиште, исто така, сака да земат учество и луѓето што таму гравитират. И мене ми е многу мило кога ќе видам, кога одам така, по тие селата во неделините најчесто, кога ќе видам млади луѓе кои шетат со нивните деца. Тоа е убавината да ги прошеташ малите деца наместо да седат и да играат. И ни психички ги оптеретуиме децата да вајчему само да играат, ако не ги шетат. Точно. И кога ќе почнеш да ги шеташ таквите деца што цело време били на компјутерот, нив му е досадно. Они очекуваат нешто да му се појаве, како на телефонот, и да му прави интересни слики. Ние треба да ги научиме децата природата да гледат, а не да ги учиме за да биде мирно, пушти му некоја игра таму и ги правиме. Да, ги отуѓуваме фактично. И сега за во Бојанчиште, кога би се средили тие работи, со учество на луѓето што таму имат куќи и викендици, они по-друго гледат на тоа сами што го работеле. Јас имам план, кога ќе се реализира некој проект, они да организират сами, например, од тие куќите, тие постарите жени што се однеси му некоја количина на 5-6 кила месо, ај за вие 20 луѓе тури го у лонецот за ручно да има. Или барик да се И сите заедно како акцијаши. Ви памтите од таа генерација сте кога во Југославија работните акции донесија голем пораст на бруто општествениот производ во Југославија. И у тогашно време, после Втората светска војна,
постоело едно светско чудо Јапонија, која што со 2 атомски бомби успеа индустријата да ја издигне, а второ светско чудо била Југославија. Затоа што со работните акции што ги организирале се правеа и пруги, и мостови, и автопатишти и така натаму. Сега, не мора така да биде у тие смисла, ама дружењето што треба таму да се направи, да може да се повтори. Заеднички, да се земат некои лопати, мотики и градоначалникот да ни помогне со некоја машина да испрати. Или од локалното население имат машини кои што сакат да ги уклучат. Со некоја донација од фирмите кои што собственици со тоа местно население. Утре кога ќе направат некој тротоар, некоја улица, они самите со наша помош на Советот, они многу повеќе ќе чуват или некои споменики или некоја фонтана заеднички кога ќе се многу повеќе ќе чуват и ќе одржуват отколку кога некој друг ќе ти го направи. Сега имаме закажано за во четврток најверојатно ќе бидете поканети за Бошавијата, за тие села, Чемерско, Карњево, Бошава, Бохула, имат средба закажано каде што овие работи ќе ги дискутираме. Што фали таму во тие села во Бошавијата? И пат фали, и водата да се регулира, и например незадоволство имат и од зголемените сметки за комунални услуги. И мора да седнеме и со директорот на јавното предпријатие Комуналец, господин Клинчаров, он е многу добар, фин, коректен, разбран. И мислам дека и со него и со градоначалникот ќе најдеме начин. И да се анализира до кој степен треба да се оде у тоа изнесувањето на сметот и плаќањето на комуналните услуги, затоа што таму се гравитира 6 месеци, не мора зимскиот период да оде возил на комуналец да прави трошка, нема смет да изфрли. Има начин, мора да се најде начин за да биде помал тие износ. Или не мора да биде од квадратура. Некој имал двор 2 декара, а не го користе. Нема смет таму, а некој има 200-300 метри квадрат. Мора да има начини, дават предлози, само треба да го слушнеме народот што ќе каже и од кога ќе го слушнеме да се направи анализа финансиска што тоа ќе чине општините. Златевски, каде е Клиново овде во оваа констелација на работите кога го зборувате Бојанче, ни еднаш не го кажавте Клиново? А клиновчани се живо заинтересирани да имаат пат, да имаат струја, да имаат премин и да дојдат до Блашница. Или не сакате да ги елаборирате? Не. Грешка ми имате разбрано. Подобра слика во мојот живот нема видено 100 жители кои сега се во Кавадарци, а заинтересирани живо да му живне тој крај. Побаво чудо нема видено до сега. И не беа лоши во тоа дека можат и тие да учествуваат, а вие добивте крила да земате донации. Вака, тие се 2 проекти. Да. Едниот е патот од Бојанчище до Блашница. Колку километри тие патот? 11 и од Блашница до Клиново има уште околу 4 до 5 километри. Добро. Тие пат е пробиен, постое. Градоначалникот ни излезе у сусрети 20-та и ланската година што работевте таму. И 21 и 22 година кога имаме селска слава, тој ни пушта возило машина за прочистување на патот за да можат некако да стигнат на славата. Да, јасно е. Оти таму имаме по 200-300 луѓе на славата одат у тоа село. Сега имаме проекти се изготвуваат и за црквата, иконостасот да се среде, има кровна конструкција која што ни сами си ја направиме со наши финанси. Расчистувањето беше цело околу црква на срещни што е направено, сето беше од нас. Никаква помош немаме добиена од никого. Тоа е таа желбата да се постигне. Тоа целта што треба да се ја поставиме и да се бориме за тоа. И сега не го спомнав Клиново во овие проекти, затоа што ваа година пак ќе пуштиме возило за одржување на тие патови од Блашница до Клиново,
Ама проект ќе правиме наредна година да почнеме. Овој проект Поважниот да не речам, од кој може Клиново да искористи. Ами ако вкупното расстојание од Бојанчище до Клиново е 16 км, значи 11 км ако ги направиме, значи останат уште 4-5 км. Сега разбрав. А не дека не имаме таму од места заедница Клиново еден интересен состав на членови на местната заедница, кои се јако заинтересирани и у секое време да му тропниш вака со раката, ајде, и сите тргнуваат. Тоа е многу позитивна клима. Тоа што ни фале нас. Да. Кога се работе за родниот крај, например. Сите треба да бидеме единствени. Мене не ме интересира дали некој бил член на ВМРО или на СДС. Мене воопшто не ме интересира. Сите заедно се борат. Така треба да бидеме единствени и кога се работи и за општината, така треба да бидеме единствени кога се работи и центарната власт на нашата држава. Мора да има стратешки интереси, цели кои што треба да ги постигне и на центарно ниво и на локално ниво и да се бориме за тоа. А после кога ќе дојде време за избори, ќе си гласаме кој за кого сакаме да стигне. Рековте за овој крај, под Битачево, за Бошавијата, Шешко ми се ја признателот на својата на местната заедница, Зоран, и рече сака да правиме нешто, да актуализираме прашање од ова село. Што му фали на Шешково? Што е тоа што неколку жители имало, меѓутоа интересот за вложување во ова село е голем. Што е тоа што треба во Шешково да се прави? Таму има убава природа, патот се средуваше. Да, среден е патот. Среден е патот, секојаш има потреба. Затоа јас реков Во центарот селото наводно болницата ПДО ли е напуштило и тој објект може да се заштити ако може. Може да се заштите и да се ние сме како совет со став да сите тие објекти што се по селата, а се водат на општина Кавадарци, дали тоа било школо, дом, да му се дадат на тие што се заинтересирани за одржување и користење, ама општ заеднички интерес да има некој назначен. Да не биде само за личен интерес. Најпрвен треба да стави општиот заеднички интерес после личниот интерес. Може такво нешто да направи? Дали може да се заврши таква работа? Па може. И овие 38 милиона се сепак малку за се да се реализира. И затоа ја реков, мојот предлог е со заедничко учество сите и таму со селаните да се вложат толку финансиски средства, а да се добие многу поголемо материјално добро кој што би го користеле сите. Колку села има општина Кавадарци, според вас? Па некаде беа околу 30-тина. Имаме ли неелектрифицирани села се уште со таа превентивна, би рекол, придобивка која треба да има? Има. Се уште има села во... Има, ама сега проблем имаме што електрификацијата и доводот на струја врши Евена. Евена е приватна фирма. Приватна фирма, не е како порано. Владата донесе одлука и тоа се гради. Сега не е така, треба и општествена оправданост, иницијатива, што е целта, дали таму живеат. Затоа што се вложуваат пари во таа инфраструктура. Евена и регулаторна комисија ќе донесат струја на населеното место Влашница, работевме, ама таму има 84 куќи, од кои што 50 се легализирани и плачеме и плачат тие куќи на општината пари да се плачат годишно. Тоа се тие работи. Да, за кои вие се залагате. И се зависи од интерес. Јас у секое време би отишол, у секое населено место, ама да не ги слушам како меѓу себе се карат. Тоа најмногу што го мразам, кога ќе видам у некое село, живеат 10 души, а 5 со 5 не сакам да се видат. Не сакам такви работи. Тоа значи дека многу тешко можеме да го развиеме селски туризам? Многу лесно може да се развие. Ако се направат вакви, ако се оде по оваквиот начин, како јас го викам, дали за Бојанчище, дали за Конопиште, дали за Бошавијата. Бежичко, Рожа и така. За тие. Тогаш
Пристапниот пат е Првата работа. примарен. Струјата е втора работа, што треба да се направат напори. И водата, рековте. И вода, да. Сега, ја имав и у програмата наведено алтернативни извори за вода. По тие села мора да има начин како порно живееле стотици години со некои извори на вода. А ако треба со некои бушотини, со некои резервоари, за да може водоснабдувањето да биде таму. Во тие случаи че се растарети Земањето на вода од лукар. Да. Мора и на тоа да се гледа. И многу лесно е, кога ќе среди инфраструктурата по селата, да си доведеш гости или да објавиш дека се издава куќа. Па такви куќи веќе се издават, идат од други места по нашите села кои што ги користат викендиците за излет, си користат млади луѓе. Се прошетуваат. Значи ни фале таа инфраструктура која може би некаде ја имаме, некаде ја нема, да почне полека да се движи. Може би на тој начин ќе ги заразиме сите. Да. И инфраструктурата да не биде цела на терет на буџетот на општина Кавадец, туку со заедничко учество, наше физичко, со активности, волонтерски, без надокнада, да отидеме таму и да завршиме таа. Тука не ни се искористени овие еколошките друштва, кои што има што да кажат. И они имат волонтери и да му се каже на тоа местно население дека тука имаме такви и такви растенија кои што се единствени на Балкан. Ја бев пред Нова година, имаше една презентација на еден тим од Скопје кој што вршел испитувања на Кожов планина и спомнаа некои растенија и птици кои што се единствени у светот. Ги има само кај нас. Вршели истражување, околу 20 на дена биле таму у шатори сместени и со слики ни ги презентираа. Зошто ни да не се пофалим со нешто такво, а не да одиме на островот на пеперутките, наму не знам каде. На Родос. Некој место и мало остров на пеперутки. Глупост. Добро. Земеделие. Вие направивте задружение, меѓутоа битно не е поместена од мртва точка ниту цената, ниту третманот на лозарството во општината. Се дадоа сега субвенциите и неодамна разговарајќи со еден лозар ми рече: Маријан, па повеќе ми се исплаќа да ги земам субвенциите отколку да го работам лозјето. Докаде сме со аграрната политика во делот на лозарството? Според вас, бидејќи ова прашање од вас е третирано соодветно, сметам, Сдруженијата секој се влече на своја страна, на политичка гледна точка, а лозарите остануваат со празни раце. Односно, немаат економска цена на основниот производ, на грозјето, а винариите, му најави премиерот дека ќе доби по 10.000 евра помош винарија за стимулирање на производството, што е добро. И така, меѓутоа лозарите останаа со празни раце. Дали ова 2023 година нешто ќе добиеме, нешто се спрема нов закон за вино, дали се инкорпорира некои мои прашања во оваа сфера или пак се ќе биде поставено? Законот за вино мислам дека е даден веќе во собрание на разгледување по комисиите. Имам забелешка на тој закон. Имате таа драфт верзија, имате гледано? Да, се уште постојат онова 8% за исплата веднаш. А другото не ради? Еднаш коментирав, мислам, за ваа точка, што е разликата помеѓу тие 8% кога се земат и колку се од корис винари кога зеле кредит и ни исплатат нас на банките и плачат 1-2% камата за тие пари, а нас не земат 8%. Значи, реално е многу мало. 6% идат за нив. Тоа се уште го има. Добро е што во тој закон го има производната цена и ако помине тоа со производната цена, ни како здруженија треба да се бориме
преку подсекторската група во Министерството за земјоделие. Имаме поднесено таму спискови на наши членови, барат најмалку 1000 членови да имаш во некое издружение, за да имаш право да си го кажеш гласот. Ние имаме доста повеќе имаме. Добро. И че учленато таа подсекторска група, каде што ќе бидеме утек и за предлозите што ги дават за исплата на субвенциите, дали ќе бидат овакви или онакви, и за исплата на грозито каква ќе биде. Треба да бидеме нон-стоп активни. Меѓутоа, на сите нас лозарите ни фале единство. Ако немаме единство, не можеме да оствариме ништо. Што се случи ова година? Што помина 22 година? 22. Не сакаме да купуваме грозие, беше ставот на винарите. Цента за производство не кошта многу, ради високите... Да, поскапија многу производи репроматеријали, и струјата. Да, и они не беа заинтересирани. А од друга страна, почнаа да одат на тека-тек средби и да се подпишуваат договори. Твоето грозие е добро, ми треба. Ова другото не е добро. Другото не ми треба. Значи, они си одеа тека-тек без единство. Ние имаме средба со лозарите у тогашниот период и се договориме да действуваме ова година, 23-та, со време. Сдружението беше формирано многу покасно и бевме како представници двајца ние на сајмот во Белград за Open Balkan за вино, што беше, каде што учествува во организацијата седи Министерство за земјоделие, нашето Министерство за земјоделие. Разменивме податоци, визит карти со стотина винарски производители на вино од Србија, Црна Гора, Албанија, и ќе бидеме активни у тој дел. И ја барам, јавно ќе кажам, единство на лозарите. Што значи тоа? Ако сме некаде околу 40.000 лозаропроизводители во Македонија. Добро. Голем дел од нив се со насади под 1 хектар. Добро, така е. Мал е делот, бројот што е поголема хектаража. Така е. И ако успееме да бидеме единствени, што би можеле да постигнеме? На уделот на намалување на трошковите за производство на кило грози, можеме тоа да направиме. Заеднички, колективно, набавка на репроматеријали, заштитни средства и вештачки џубри. Тогаш цента би била на репроматеријалите многу пониска отколку ваа цена сега што не ја нудат. И ако треба правно можеме тоа да го направиме, да објавиме тендер за набавка на таа и таа количина на препарат за заштита од пепелница, пламењача, од бутритис или за вештачко џубриво, какво ни треба. Да разбирам. И на тие тендер право да ни понуде, нас ќе има нормално, увозникот. Ама увозници може да има и повеќе, може нас ќе ни се јаве некоја фирма од Америка или од ќе даде добра цена. Ќе ни даде добра цена. Да. И сето тоа ќе влијае за намалување на трошковите на производство, вклучувајќи ги тука и мерните станици, што се кои сега се поставени, да. Советот и градоначалникот набавени, поставени, и стручњаци да ги користат тие мерните станици за секој лозов насад, за секоја плантажа, лозов или овошен насад. Да, може и овошен. И ставот наш со градоначалникот беше и ги заложиме службите што ќе ги водат тие мерните станици да ги внесат сите парцели со име и телефонски број на собственикот на тие парцели. Така да секој да се знае у тие период, дали на мејл ќе добива, дали на SMS пораки некој ќе ги добива информациите, и ако заштедиме и уделот на заштита, наместо 8 прскања или 7, да ги направат 4 или 5, ни бија намалиле трошот за да се добие таа производната цена. Од друга страна, ако настапиме заеднички за продажбата
на готови грозјето. На грозјето. Добро. Тогаш ние имаме можност да постигнем и повисока цена. Нормално, тука ни треба измени, некои мали измени на законот за извоз дали тоа ќе биде како грозје. Јас имам предлог, дори разговараме со некои од Министерство за финансии, представници, да се активира ова година, 23 година, дел од визбата во Поврдарје, за да се прави примерна преработка. И, например, некоја визба од Србија или од било каде, ако е заинтересиран за некоја количина, да се испрате нивни представник тука, наше да биде само организирање на откупот, мерењето на грозјето, и онда ни го плате нас чисто грозјето. Таа визба ќе му се фактурира чисто грозје, а ширата што ќе испадне у течност не му намалува масата со која ќе го превезува тоа грозје. И испаѓа некаде на 3 камиона свежо грозје да го носиш у странство, вака испаѓа 2 цистерни, значи плаќаш на трите еден превоз помалце. А тоа е многу. И тоа е заштета. Тоа е веќе 30% помалку транспортни трошкови. И разговарано е и ќе продолжиме тие дел и ни планираме сега во март и април да направиме средби со лозарите од сите краеви тука кај нас. Кој ги планирате? Кој? Па ќе отидеме и во Бегниште, и Дреново, и Ресава, и област, Виногорија. Да. И во Тимјаник, и во Димир Капија, ќе разговараме со нив на оваа тема, заеднички настан. Ние бевме во Албанија, посетивме некаде околу 8-9 винарски визби. Така? Минатата година во август месец, ама бараа контакти да направиме сега, вика касно сте за ваа година, за наредната година. Развиени сте таму во тие подрачја? Они имат некоја интересна шема направено и полупроизводот го продават во Италија. Аха. И затоа јас сакам. Може би му е испатливо економски и тоа. Да. Ама тоа е бизнис. Тоа е бизнис, да. Купуват, продават како полупроизвод и остваруваат печалба. Јасно ми. Јас затоа сакам да иницирам преку подсекторски групи да се стимулира производството на флаширано вино. Овие мини винариите треба да се изборат на пазарот, да флашират. Мини винариите ја ги гледам како добар начин за тука да се задоволе потребата на македонскиот пазар. За извоз треба многу да работат за да се пробијат. Не може нашто вино да отидеш во штанд, на некој штанд за вино по дисконтите во Хрватска, Словенија или Италија, има вина од цел свет. И твоето вино треба да го ставиш таму. Језда цента е повисока, ама тоа е макотрпна работа и за мини винариите ќе биде многу тешко за да се пласират. Треба традиција да се имат долгорочно. Сега они се веќе прва генерација, значи треба може чарот ќе го биде втората или третата генерација. Ама првата генерација макотрпно ќе работи. Ова година би можело нешто да биде остварено од ова што? Овие визби поголемите како Мовино, со поголеми капацитети. Со поголеми капацитети, они веќе имат почнато да флашират, ама мала количина, повеќе го продават како наливно, да се стимулират тие да почнат да ги флашират вината. Тогаш интересот и девизниот прилив во Македонија ќе биде многу поголем отколку вака на овој начин. Мислам дека има шанса. Имам една мана, многу голем оптимист сум, ќе прошетаме со граѓаните, со лозарите, ќе направиме средби и некаде крајот на април и мај, ако не успееме овие дел да направиме единство за намалување на трошковите и заеднички настап на пазарот за продажба, тогаш можем слободно да му кажем дека
голем чар не може да очекувате од лозови од насад, кој сака хонорарно да си го работи од чеив, од задоволство, нека си го работи, а да очекува приходи како у минатите години што правиме, нема шанси. Што значи дека и цената битно нема да... Или ќе бидеме единствени, да не стапиме, тоа е поважно, поголема цена и намалување на трошковите, а ако делуеме индивидуално, сами, ништо не правиме. Тук си и задругите. И тоа ќе биде тема на развој. Да, ние и го напуштивме концептот на развој на задругите, окрупнувањето на производството. Зошто да не се земе нова механизација со која што пак ќе се намалат трошковите преку задруги. Ама треба да се изврши измена на законот за задругарство. Кој дел ни фали особено у делот на задолжително вработено лице во таа задруга? Едно лице или 20? Едно мора да имаш минимално вработено. И јас сум против тоа. Затоа што некој од, например, да го речеме од Бегниште, 5 души да направат задруга. Ќе почнат да се карат кој да биде вработен. Мојот син, твојата черка, она, и одма недоразбираме. А ако бидат разбрани у задругарство, може да имат целокупната механизација заедно, и таа да се користи и да се плача за одржавка само на таа механизација минимално. Може, ако се сака. Че имаме ли лозари кои ќе подржат? Има многу што не подржуват и затоа се осеќам оптимист. Има многу. Ама треба сите да бидеме единствени или тие малиот број што имат друго мислење, тие не смеат да доминират у дискусијата. А кај нас најчесто е така. Ако 100 души сме собрани на некој состанок, тие деструктивецот е најгласен, тие еден деструктивен да имаш на состанокот, тие ќе биде најгласен. И другите треба да го игнорираат тие и да одиме напред. Знаеш, Јован, во оваа сфера не се случиле одамна убави работи. Не се случиле. И во делот на набавка на суровини, цени, извоз на грозје, и затоа е добро кога ќе се појави некоја иницијатива за подобрување на условите да ја поддржиме. Па макар и сите треба да ја поддржиме. Па макар и да не е така. Сите треба да ја поддржиме. Од таа смисла новината е добра. Тука барам поддршка и да седнат и пратениците и од ВМРО и од СДС заеднички во овие интерес, да не бидат деструктивни. Гледа сега, Марин, сите имаме некоја своја визија. Апсолутно. И сега, ако јас сум на власт, ја мислам дека во јас што го планирам и што го предлагам е најисправно. Добро. Меѓутоа треба да не биеме суетни ако прифаним. Ти другиот земе нешто, да. Дајте сите заедно да седнеме, да се договориме за развој. Нас најголема мана не е тоа. Кога беше ВМРО на власт, се што предлагаа СДС, овие го игнорираа. Не важи тоа, ние сме најпаметни. А сега обртно е. Сега се што предлага ВМРО. А у тие период додека владееше ВМРО, нас не владеа луѓе од ВМРО, не представуваа како држава. Сега не представуваат овие од СДС. И мене не ми смета. Јас навивам за секој што е на власт да биде успешен. Арно, ама, треба заеднички у некои закони да се седне и да не ме боле мене ако твојот предлог е подобар од мојот. И да помине тие предлоги. Не може даваш добар предлог, ја викам, не важи тоа. Заради политички причини. Затоа што твојот предлог е од таа партија што мене ми е опозиција. Така не би. Добро, привршуваме со емисијата овде. Дали би сакале дека на крајот уште нешто да искористите, може да се обратите? Во градот треба ли нешто да се направи? Постојано треба. И постојано се прави, мислам, Постојано се прави, постојано треба. Буџетот за 2023 година не е нешто колку ланскиот, да, отприлика, колку 22 година, оптимистички е. Јас тоа го кажав и кога го образлагав на моето мислење на Советот, дека е малку оптимистички овој буџет, меѓутоа градоначалникот има некоја таква харизма, си поставува висока цел и после се боре да
да стигне таа цел и тоа е добро. Така беше мината реализацијата на програмата. Ако погледнам наназад во живот, јас сум бил таков. Сегаш сум ставал повисока цел и после сум се борел. И некојаш дури од блиските мои во фамилијата ми викале кочи малце. Кочи, зошто и таа цел? Така треба. Ама ние сме тук па да му помогнем. И сите треба како советници да му помогнеме. Немо он да го изменаджира тој дел и заслугата ја мислам дека минатата година ако се реализира некаде 93-4% буџетот, ваа година ако се реализира исто така околу би бил задоволен и со 85 би бил задоволен. Дај Боже да е така, ќе се осеќаме сите заслужни. Тоа го рече и Јанчев, не е тоа само моја заслуга, него и ваша заслуга, тоа треба сите да му помогнеме со идеи, предлози и начин како да се реализират некои проекти со помалку финансиски издатоци од страна на општините. За тоа да се постигне единството е многу важно. Единство мора да има. Ве забележав во овој час додека зборуваме и за земјоделието, и за селото, па и за ваквите проблеми во градот, единството е многу важно. Мора да имаме. И да има реален проблем може да се надмине. Јас му викам на моите млади колеги што се од ВМРО и СДС. Добре. Имаме изворедни кадри кои што во иднина ја очекувам они да водат оваа држава. Они да бидат пратеници, министри, премиери. Дај Боже така да биде од нашиот град, од луѓе кои што тука израснале од нашата општина да имаме министри и премиери. И му викам ви треба да седнете на една маса, да се договорите за стратешките интереси на државата и на нашата општина. И да не се губе време у политиканство и празни дискусии. Еден од нив ми вика, па тогаш ќе биде еднопартиски систем. Не го разбираме ја тоа така. Ако вие поставите целата едната партија вика, ние ќе одиме по овој пат да стигнеме до целата. Другата партија вика, ние имаме друг пат да стигнеме до целата. Никако граѓани сме гласале за едната опција. Ако видим дека овие 4 години вас споро ви оде за постигнувањето на таа стратешка цел, тогаш наредните 4 години ќе дајме шанса на другата. Така е. Меѓутоа не смеете ви меѓу себе да се контрате и да се расправите. На штета на некој проект. Треба да воите ваа држава. И ви слободно може да кажете на нашата генерација, ако бидете единствени, да речете вие однесате ваа држава последните 30 години ни најмногу заостанаме. И така е. И тоа што е така. Дека ние заостанаме во однос на сите други земји. Да, точно. И никаја генерација нема учество, меѓутоа се осеќам виновен за тоа што нашата генерација е таа што го водела, што не успеа политички. И ние ќе ви признаеме вас дека е така и ќе ви даеме сила ви дојдете напред. Ама да бидете да ги браните интересите и на општинско ниво и на државно ниво. Златевски, благодарам што бевте гостин. Ви благодарам и вас. Ке ве следиме со вашите активности, вие закажавте многу работи во делот на развојот на селата. Лично како редакција ќе учествуваме и ќе ве имаме повторно пред микрофон. Благодарам на искреноста и на убавите зборови, особено на она што е сршна цела работа. Ако се има единство, ќе има успех. Ако се нема единство, ќе биде многу тежок успехот и нема да биде единствен. Нема да има добра реализација. Нешто што е добро за сите нас. Не само за наша овие генерација, тука оние што се зад нас. Затоа сега на крајот рековте дека Македонија 30 години тапка во место. Да, така е. Заради таквите политики. А кога нема политика водење работа, тогаш има чиста економија. Да. Благодарам уште. Ви благодарам јас. Се негово пријатна вечер и се негово во идната емисија нова тема.